Како што ви обеќав вчера, денеска ќе продолжиме со презентација на идеите што граѓаните ги даваат до владата. Значи, само да ве потсетам, големите идеи на владата се даваат на мала врата, а не тамо кај што се гужваат сите, затоа што овдека се селектираните најдобри идеи и да не должа многу, едноставно продолжуваме со идеите што граѓаните ќе му ги презентираат на премиерот и на министрите. Ја имам извонредна идеја и сакам да му ја презентирам на премиеро и на министре што се надлежи. Например, да кажат тамо два збора, ако може вие другите, визите да ни ги укинат. Па шо бива оваа работа, не можеме да мрднеме тука. И тоа имам конкретна идеја како да ги укинат визите. За почеток може да ги укинеме границите, да нема граници. Како што нема да речеме тука што е граница кај Косово што немаме граница тука. И тука врват луѓе, разновидна стока, идеи врват и има размена. Се не навлегувам ја дали е тоа идеја за голема Албанија или некоја друга. Битно да има идеи, да се дешава нешто да се направат. И сега зошто тука само кон Косово да немаме граници, а вамо со грците и со србите, разбираш, и со кажи со бугарите да имаме. Еми, нормално че се љутат грците и ние сме малку кабае тука сега. Таа работа да се испегла и тоа кој ќе ги укинеме границите и ќе видат сите сме ние тоа од еден убав пример и утре заутре и они ќе ги укинат границите и ќе можеме као луѓе да патуваме натаму наму. Тоа ми е мојата идеја и мислам че ја прифане. На мене многу ми се свиѓа што се вршува седници, што има у седници што го даваат на телевизион како пренос све и што се превод што има адекватно и све. Само мојата идеја е, ако може за време на паузи од тоа седниците, па повеќе малку забавни мелодии да пуштаат. Сепак забавни мелодии си има све огромно значение. Например, што му вали на еден Драган Мјалковски, што му вали? Или што му вали на овој Нина Спирова, мислим, тоа фантастичен вокал и мислим дека овие млади генерации на тие паузи од седници треба повеќе на забавни мелодии да се стави акцентот како за едукација и за историја и све забавата во Македонија. Па ја уствари имам две идеи. Првата е, мислам, не е за толку општо добро, можам да кажам дека се работи за, не крием, за личен интерес. Имам идеја, сакам на комшијата до мене имаме една нива тука и сакам да му лапнам нивата. И мислам дека тука многу владата може да ми помогне да го стават него барем 30 дена у притвор. Јас тоа време ќе си околчам, ќе се изорам, ќе се ја садам, па после кога ќе имам ја мој расад у нивата, значи расадот мој нивата негова, па после ја на суд ќе се докажувам тоа дали е нивата моја или е негова. А друга идеја е, сакам да му предложам на премиерот лично, ако имам прилика, само не му ќе му кажам, и мислам дека тоа може да значи препорот преку ноќ за нашата држава. Значи, можеме да пркнеме одеднаш, што се вика, само со еден потех. Тоа значи, ќе му предложам само да смениме владата и ништо друго. Одма ќе пркнеме, тоа ти гарантирам за 24 сата. Драги гледачи, гледате колку паметни идеи, колку паметни глави во нашата држава. Меѓутоа, тоа е тоа, јас ви обеќавам дека со еден ден вака ништо не може да направиме, ви обеќавам дека ќе настојувам барем во нашата емисија да нема еден ден за идеи, туку барем 2-3 дена во неделата кај што ќе ви презентираме вакви идеи за прогрес на државата и то. Миле Паника за вашата телевизија. К15!